Почитувани мој добар ден од мене и секако од новото издание на Црвена линија, со кое што практично стартуваме со уште една работна недела. А во ова понеделничко издание со вас ќе говориме за следново. Унаму каде што тимот на Катица Јанева и СЈО не успеа да докаже криминал, Ислама Бази, новоизбраниот шеф на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, откри пералница на пари. Војнот на конј, гимиџиите, основачите на ВМРО, Даме Груев, лавовите, не биле само декор во барокот на Скопје 2014, туку и легло на криминал. Она што денес во Црвена линија ве прашуваме е дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија. Сметате ли дека време ли е украдените пари да се вратат во буџетот? За да ги добиеме одговорите на нашите прашања, патот до нас е многу едноставен. Се знае 023070005. Секако 5 линии се активни и меѓу другото ќе потсетиме да внимавате уште пред да почнеме со вас на тоа да звукот на телевизорот биде намален на 0. А што се однесува до социјалните медиуми, и таму се постираат секојдневно нашите теми за кои што говориме токму со вас. Таму можете да шернувате, лајкнувате и коментирате. Ке потсетам да има на Facebook Црвена линија, профилот на Телма телевизија и таму ја објавуваме темата, и секако не има на Твитер. Но задолжително топло препорачувам да не заследите на Инстаграм и заедно со сите оние кои што не следат таму да дадете одговор на нашето денешно анкетно прашање. На Инстаграм стори кликате и прашањето е следно. Дали обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција се разбуди од под А. Зимски сон в летен сон. Од каков сон се разбуди обвинителството, ќе кликнете секако на одговорот кој што ви припаѓа вам. Резултатите, како и секогаш, ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. А сега, за да се загриеме сите, да го проследиме и прилогот на мојот колега Петар Догов. Не само бронзата, туку поскапо се плаќал и мермерот. И тоа речиси за 5 пати повеќе од реалната вредност. Телма побара информации од своји извори во обвинителството, каде што се работи предметот со кодно име Феникс. Имиња на спомениците не добивме, туку само цифри. Но по вкрстување на добиените податоци со јавно достапните податоци на истражувањето на Призма и Бирн, дојдовме до заклучокот дека станува збор за спомениците на царевите Самуил и Јустинијан I. Едниот поставен на плоштадот, а другиот поставен недалеку, од десната страна на кејот на реката Вардар. Па така, според фактурите, тендерската вредност на споменикот на цар Самуил е близу 1.400.000 евра, а реалната вредност на чинење, односно на платената од страна на леарницата Пиетро Базанти во Италија, изнесува 300.000 евра. За споменикот на цар Јустинијан I тендерската вредност е нешто над 1.400.000 евра и во овој случај подизведувачот наплатил 260.000 евра. Овие два споменика се дел од вкупно трите изработени во оваа италијанска леарница. Третиот е споменикот на Методија Андонов Ченто, исто така во центарот на градот. И споменикот на цар Самуил, но и споменикот на цар Јустинијан I се поставени пред точно 12 години, во мај 2011 година. Обвинителите од ОЈО за гонење на организиран криминал со кодно име Феникс возобновија истрага на СЈО стара 7 години за криминал направен пред речиси деценија и половина. Тргна во потрага на 57 милиони евра, испрани преку злоупотреби на службената положба, на барање на тогашниот премиер Никола Груевски. Освен мермерните цареви, на списокот на обвинителите се најдоа и војнот на конј, за кој засега неофицијално обвинителството се сомнева дека за него се испрани над 4 милиони евра. Во шемата на Феникс се и основачите на ВМРО, лавовите на мостот Гоце Делчев и други 6 споменици. Италијанските фирми наплаќале дебели фактури, а македонски изведувачи монтирале мермер и бронза за и до 5 пати пониски цени. Разликите се испрани евра по кои трагаат обвинителите. Екс-градоначалникот на Центар, Тодорович, веќе кажа дека не се чувствува виновен по неколкучасовниот распит кај судија на претходна постапка. Обвинителството побара затворски, а судот му одреди куќен притвор од 30 дена. Тодорович и уште едно лице, осомничени во истрагата под кодно име Феникс, добија домашен притвор, а поранешниот председател на Советот на општина Центар, Владимир Здравев, и уште 3 лица добија затворски притвор, додека еден е во бегство.
Тоа беше прилогот на Петар Догов. Сега настапувате вие. Го вклучуваме и првиот гледач на 0230700005. Добар ден! Добар ден. Па еве, дали според вас конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија и време ли е украдените пари да се вратат во буџетот? Бројчаникот за овие 12 години, верувам дека стрелките се раѓосани, но сигурно има некој запослен така рачно да го врти. За 12 години поминати, па тие споменици останаа, тие се наши дејци, војни и бранители и така натаму. Значи им бодат во очи тие споменици на овие предавниците и сега после 12 години се разбудија од зимскиот сон и ќе бараат. Па што не бараат од Црвенковски? Па државата ја уништи, бре. Јас знам како сум поминала тие години со 20 студенти, бре. Ме остави и мене и сопругот без работа. Го колнам додека сум жива. Не можам да се повратам од тие години. Никако. Од нервози, од стресови и од тие работи. И сега ќе бараат по 12 години. Ајде нека почнат од Црвенковски. Нека почнат од Заев, глобалот. Глобалот вреди колку што овие ги наброија, толку вреди глобалот. Зошто не го гонат Заев? Па и да не речам и други, и трети, бидејќи за нив треба да се напише една книга. Нема список. Книга треба да се напише за овие предавници. И најми е тешко кога ги слушам на телевизија, демек они се мајка Тереза. Па другите крадат, другите... Благодарам многу за вклучувањето ваше во црвена линија. Еве во продолжение само ќе потсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секој излагање. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Се слушаме, така? Да, одлично ве слушаме. Повелете. Мене ме чуди едно. Овие што дојдо на власт и бројчаник поставија таму и се што ќе вратат крадени пари на бројчаникот ќе вртат. Но се предомислија, вика подобро да крадиме ние, него да чепкаме овие. После 7-8 години еве го дојдо. Што чека до сега? Што правеа до сега? Видов сега на крајот дека и Жешко, чекај се ќе бараме корење, шупливи корени ќе бараме. Ама те корени скапале долу. Тоа само да се исперат, да се изведат од нивниот криминал. Добро, еве се слагам дека имало со споменици е криминал. Можда има. И барем спомениците стојат. А кај овие 30 милиарди испра, што има? Излагат една од македонски приказни преđe од СДС, чита градинки, бачкале негде, кадино на градинки. Кажува 20 градинки, не знам, 30 градинки из Македонија, ги бачкале зидовите. Ете, таму биле парите. Ајде, кога веќе ги збомнувате парите, време ли е да се вратат украдените пари во буџетот? Од корен да се вратат, од 90-та година навака, се да се врати назад. Јас ќе го спомнам Чифлиганец, го украде златото од рудникот, милионски суми прави со градежништво, појма нема од градежништво. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Ке посетам да не заследите на Facebook и се разбира, таму сме црвена линија, тоа е нашиот профил, секако и профилот на Телма телевизија, каде што е објавена нашата тема. Па сега, кога веќе ги спомнувам и социјалните медиуми, веќе стартуваме и со коментар, коментари има повеќе се разбира на профилот на Телма телевизија, каде што објавивме нашата тема. Еве можете да видите како изгледаме таму. Ако може да покажеме, ќе потсетиме, еве, тоа е сликата на која што стои нашата тема, дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија. Еве го и првиот коментар кој што му припаѓа на Ванчо Коде, кој што напишал театарски смешки. Цела работа испадна од кога Соединетите Американски држави го ставија Мерко на црна листа и се заканија со многу повеќе. А овие демек сега ќе видите кај има криминал и кој бил криминалец цело време. Се знае тоа, само што корумпираноста на државата е многу длабоко влезена во џебовите на цела политичка гарнитура.
Време ли украдените пари тогаш да се вратат во буџетот? Дали конечно според вас ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија? Да видиме што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Оваа мала државичка 30 години, 30 и кусур години е плячкана од сите кои дошле на власт. Мислам дека овдека во државава само шибицари работат. Знаете, оние шибицари на камениот мост порано што го лажеа народот. Така и политичари ќе ги наречам шибицари. Почнувајќи од банките што ни ги украдоа, народот го осиромашија. На секаков начин го крадат народот. Прво ќе речам, грешка е голема кога вие ќе почнете да градите куќа и ако не ви дојде веднаш инспекција да ви провери документацијата, дали е се во ред, и ако е во ред да ви дозволи да градите. А после изграденото, џабе. Овие споменици, прво ќе речам, во Скопје се премногу. Ако требаше споменици, требаше да стават и во другите градови. Не само тука. Верувам дека има нешто во ова што се зборува. Дека се крадело на спомениците. Секој што дошол на функција, секој украл. Нема. Ке подсетам само за да не изгледа дека ние ве исклучуваме, внимавајте на тајмерот, 90 секунди е време траењето на секое јавување, но секако ке подсетам оние кои што сакаат нови 90 секунди, секако сме отворени повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Па добро, направиле што направиле, испрале пари, се е тоа во ред, окей. Меѓутоа, останало нешто тука се гледа. Е сега, и оваа власт, како што ги пере парице, нека ги пере парице, нека направи градинки, нека направи училишта, нека направи згради за овие луѓе, социјална помош, значи нека ги испере парите со нешто што ќе остане на народот. А не дека 2 милиарди со патот што го прави, дека нема ни за колку време 2 милиарди ќе исперат, каде се тие пари? Ни пат, ни со пат. Ја, значи, переле пари, граделе, ама народот некако живел. Изгледа, народот па некако не бил вака револтиран како сега. Затоа што сега, они со тие перење пари ништо не оставија. Па дали се слушаат овие од СДС што кажуваат? Па они се 10 пути бетер. Ова после свадба, тата ми после таму 10-15 години колку таму им текнало. Што правева до сега спиева? Или ова вниманието на народот да го пренасочат, да продолжат понатака да перат пари и да прават што сакаат, на каков нелегален начин дојдова и гледајте што одозгора. Како не им е срам, јам не знам, пошто народот не им верува. Значи луѓе гледаат или не гледаат. Ја не знам што луѓе се интелектуалци. Да немаат никакво чувство и да не знаат што зборат и како зборат. Ова е катастрофа невидена од оваа власт што го прави. Благодарам многу за јавувањето. Сега малку ќе ги вклучиме и твитерџи со оглед на тоа што еве вака ќе почнеме со твитот на Недопирлива. Има напишано што сработи главниот во организиран криминал Исламабази или па они ме ветар во грб на тие што треба да ги гони. Ние еве ве прашуваме, ќе потсетиме дека и на Инстаграм стори имате можност да дадете одговор на нашата денешна анкета. Прашањето ни е дали обвинителството според вас за гонење организиран криминал и корупција се разбуди под А зимски сон или под Б летен сон. Дали според вас време е украдените пари веќе да се вратат во буџетот и дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија? Како ви изгледа и ве ќе слушнеме, верувам, ќе ви има во голем број во ова денешно издание. Добар ден. Ајде, добар ден. Секој е добро, во црвена линија сте. Овде еден од Ѓорче, Никола Коле. Поздрав, Никола. Пред 2 месеца јас се јавив. Прво да ви одговорам на прашањето.
никој пат нема да проработи бројчаникот. Второ, овој народ 33 години тортура трпи и од една и од друга и од трета партија. Каре му е само да ги бойкотираме сите избори што идат. Значи да нема излезност, да се свестат и едни и други дека нешто не стима во државата. Иначе за бројчаникот еве што се случува со тие што беа спомениците по 13 години, па кај беа тогаш да видат да не ја спомнувам што беше главниот архитект за лавовите за овона, колку тешки пари зема и овие исто. Значи, една пословица, кажа, мислам, не е срамно, не е да исклуча. 33 години сјаши мурто да се качи курто. Значи, зато бойкот на сите граѓани да не излезат на избори. А на младите им препорачувам, ако им се пружи прилика од ова проклета Македонија, нека бегаат. Овде живеачка нема. Јас сум 63 години, значи сум видел и социализам и ова, али човек да се разочара што го живее овој живот. Бидете поздравени, водителка Суперти. Благодарам многу и секако ние не сме разочарани во што имавме и вас во ова издание на Црвена линија, секако продолжете да не следите понатаму и време е да слушнеме какви одговори ќе даде следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. Поздрав, Тина, за тебе. Па ево, дали конечно ќе врти бројчаникот на Порта Македонија? Тоа се квартира. Като нема криминал, не може да го дадат. Па ќе бараат си го осено. Нема криминал, Тина. Не може да чека 13 години. 13 години. Молим се. Овие чекат 8 години. Ајде. Така се не годи криминал. А време ли е да се вратат украдените пари во буџетот? А не му кажи. Нема. Не му кажи. И те го не ги имали. Го нема. Ови сега, за да се смени уставот, ајде да прикориме neko. Ајде да прикориме neko од мола. Доđe, ovo je, ne drža, ovo je bandurina kutija. To je Dina, pozdrav mnogo življava. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Одиме повторно со Твитерџи. Продолжуваме со твитот на Тото. Јас верувам дека Исламабази ќе се ја заврши честно работата. Тоа она што напишал Тото, практично ова е твит или ретвит на она што го има напишано Кичеевецот. И овој долу треба да го испитува синот на овој горе, братот на Али Ахмети, како се стекнал со толкаво богатство на 24 години. И ќе го испита баш. Разберете дека џабе вие бугари во устав и се друго додека имаме вакво правосудство. Никогаш нема да влеземе во Европската Унија. Па еве дали според вас обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција се разбуди од зимски или можеби летен сон? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Па да ви кажам, овие понапред се беват, па барем нешто направива или пари може да се праве и украле, ама и на народ да доше и споменици направише, спотке го украсише. А овие само краде, а друго ништо не прави. Не са направиле еден сантим асфалт, не са направиле едно, или обеќава ќе прави градинке, ќе прави болници, ќе прави камо, што направише, ништо. Па и они нека ги пере парите, ама па барем нека остави нешто за овој држава, за овој народ. А не они парите само си ги земаши. Па како ви личи ве сега, дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија? Да, ќе врти само вие за ВМРО-ците да ги затворива. А овие сега што се што крадев за нима, нема ништо бројчаник за нима, не доаѓа овде. А време ли е конечно да се вратат парите во буџетот? Јас сум за да се врати, откако се Југославија Македонија оддели од Југославија, они почнаше да растурави, да едеви, да зимам на народ и време е да врати, ама кој ќе врати душо моја?
Ја тој не верую никој да врати. Така, големо благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Дали су во црвена линија? Да, ве слушаме, повелете. Сега вака да кажам, кога да се јавувам. Под хитно треба мораториум да се направи за Скопје за давање дозволи на правење згради. Значи тоа трае од 2014 до ден денеска. Онај што е Зорана звано да земе на одговорност и че флиганец. Значи 6000 сада така стоат у Скопје за кучини. А ви личи ли еве дека конечно ќе врти бројчаникот на Порта Македонија? Треба да врти бројчаникот. Треба да врти бројчаникот секако. Али тие да се земат на одговорност. Не само Рамис Мерко криминал влезен, а исто е влезен и овој нашиот олигарх Свето Јаневски. И да поставите некоја ден емисија за економија и за земјоделие. Значи елементарна непогода има во цела Македонија. Значи тие Свето Јанев подхитно себе да го уаса тие човек, го уничи во заштото. А исто така и онај Сашо Рајчев у висто јавно увидство, тој е влезен у криминал. Онај Јолевски себе да го разреше одма. Исто така и судската фело начело од кога да се јавам начело со Лазар Надев. Обични луѓе ги затварат за ситни работи. Благодарам вам за јавувањето. Ќе потсетам на сите оние кои што понатаму ќе се вклучите. Мерете го сопственото време, 90 секунди се. Добар ден. Тинче. Голем поздрав, од црвена линија сте. Сите ве поздравувам од срце, убав празник денеска, прекрасна режија, ти си ни прекрасна, значи стварно. Благодарам многу. Вака да ти кажем, Тинче, за темата ќе одговорим. Нема ни пари да вратат, ни бројчаник работи. Они само парите си ги вртат и си уживат и за народот баш ги брига. Значи со 170% што га качија, значи толку ставија рана на срце. Знаеш што викат на човека кад да расне некоја рана, па кад му сипат јод, ете они исто направија. И за овие што истрквуваат. Значи сите ги потекнаа да тражат, а одека ќе тражат? Па како не ги е срам, ба ајде беа бар 50%, а они одека да не деа тој толку, значи стварно овој се чудат, сите се чудат. Значи како нема за овие, нема за пензионери, нема за сиромаштија, не га скретуваат таму, да слушамо 300 работи, а за нив имаме одека тие пари стварно, па бројдо што бар там да се покријат, да не се смеат на телевизија, да не се гушкат, да не се смеат, да ги нема на телевизија, да ги народот да не ги гледа. Ова е станало стварно само пари да видиме додека ќе стигнат. Тинче да не должи многу, бидете живи, здрави во целма прекрасна. Дайте ми одговор, дали ви личи дека конечно јавното обвинителство се разбуди? Не, и они се поврзани, тој се сите поврзани. Само парите се вртат околу сите, тој се сите подплатени сега, па поготово пред гласање. Не, ништо нема да се разбуди, Тинче, ништо. По моје, како што мислим, како што еве. Така, големо благодарам и вам за јавувањето. Продолжуваме сега, пак ќе ги вметнеме твитерџи. Еве да слушнете Твитер заедницата што пишуваше на оваа тема. Ќе почнеме со твитот на Иво Антов, кој што напиша: и ова со Тодоровиќ е нешто како пуштен бел чат. Демек проработевме. Се додека тие не одговараат за заташкување и слично, нема да има напредок во правосудството. Герасим напишал: бизнисменот Тодоровиќ беше градоначалник на Центар пред Герасимовски, Богдановиќ и Жерновски. Дури во 2009 до 2013 година. Зошто го обвинуваат дури сега после цели 10 години? Затоа што ова за СДС и ДУИ е идеален предмет за застарување. Читај рекетирање. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Вака сега, што се однесува до бројчаникот, тоа беше чиста фарса на СДС кога дојде на власт.
да ги врати некои парите во буџетот, сигурно никогаш нема да ги врати. Погледнете само си ги качија платите по 75%, тука не станува збор дека ќе враќаат пари, тука ако можат повеќе да земат. Едно, второ, значи толку многу ние имаме непријатели од нашите соседи кои што ни негираат постојано нашата историја. Проектот 2014 беше само за да може нашата историја да биде на едно место за целиот свет да ја види, ја така лесно се вадат споменици тешко. И на крај сакам да кажам дека сега пред изборна година иде, најверојатно Социјалдемократскиот сојуз, сакајќи да си го врати малку рейтингот, бидејќи многу се парнати, ќе се обиде со вакви некои пак апсења, вакви монтирани случаи, рекет, може би и рекет ќе побараат од овие што сега се во притвор, ќе се обидат некако да направат, барем малку да се го покачат рейтингот за изборите да добијат некој добар резултат. Инаку ако веќе треба некого да гонат од 90 година надолу, почнувајќи од Црвенковски и неговата влага, кога 20 загубари прогласија во државата и со 250.000 луѓе на улица под завод, сите тие пари и капитал што го имаше македонскиот народ го искрадо буквално, си ги приватизираа за без пари сите фабрики, стана олигарци, никој не ги чепна. Бучковски имаше правосилна пресуда за тенковите во Бугарија, никој не го затвори. Радмила Шекерински имаше толку многу криминал, никој ништо не направи против неа, така да ова... Благодарам и вам за јавувањето. Подсетувам уште еднаш, ве молам, внимавајте на тајмерот. Сега како дозволено е повторно да го завртите телефонот. Добар ден. Јас не секако, јас од преска чекам на линија. Сега веќе дочекавте и добре ни дојдовте во црвена линија. Повелете. Добар ден. Добар ден. Јас ме интересира сите се од почетокот криви. Како што е Црвенковски, како што е сите во владана, така Маглевски најкривиот се ужива таму негде во Унгарија. Тоа зашто не го прочитуваат народот. Тешко се овде се на пензија се живее. Намалете го тонот на телевизорот, да немате чувство дека доцне звукот. Намалено е телевизорот. Па еве ви личи ли дека ќе почне конечно бројчаникот да врти на Порта Македонија? Дека врти. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Јас не знам кој е крив, кој е прав. Не почна и со пари перене. Тие тоа е одамна направено, не само сега. Тешко народом се живее со ваква политика, со ваква, не знам. Добро, а сметате ли дека е време украдените пари да се вратат во буџетот? Како не? Ама кој ќе ги врати? Кој клала рачана во меп си лижнал, си го оживел животот? Тешко останатите на назад. Тоа е најтешкото. Така, благодарам тогаш и вам за јавувањето и тоа што го изнесовте вашиот став однос на денешната тема за која што зборуваме токму со вас. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Да. Од кога почна да се краде? Од кога почна да се краде? Почна да се краде още кога беше транзицијата. Сите предпријатии ги изкрадеа за по 1 евро ги купеа предпријатијата. Каде се па ги зема на луѓето, ги сера од работа, изедеа акциите, ги излажаа дека ќе ги примат, не ги примаа, земаа ги акциите, луѓето станаа на улица. Кад го искрадеа? Кој не се краделе они што не стопреа на луѓето со трето дете, не ги дават парите, за не има парите, то нема. Па после била наталитето мал, па ќе биде, од што да живе. На пензионерите ги зимат парите, 40 години ми супирали, сега да станат на 20 000. А дали е време украдените пари да се вратат во буџет? Нема да се вратат, кој ќе ги врати? Сите тие... Молим? Ве слушаме, продолжете. Сите тие... Каев ќе го сера, слушам Каев. Да, слушам го, чита како првобеленче од листо. Мицковски да си дал, Мицковски тугај не беше, што тражиме? Сега не те крадат, што сега не си дај Ковачевски отказ. Што не излезе од владата. Докара владата до дното и без доме ке нема пропаѓа Македонија. И он ке тражи од Мицковски. Што Мицковски украдал? Не го испитува неговото имот и потекло. Што треска глупости? Нека ги гледа тие што се околе него, што крадат. Украдат, па се разболат, па ги пратат на домашно. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво.
Па види, попрво портата ќе почне само да се врти колку брочаникот да проводи. Значи, начинот на враќање на пари, одека само може като овие задниве случаи што беа на овој фамилијата на Али Ахмети. Значи, само така, ако се вратат парите, али во облик на купување на сторави, правење некои си сончеви долини таму, кои ќе ставале панели и чуда, свија ќе произведувале. Ама ја мислам дека тој што си е криминалец не може да работи ни така, иако е криминално дошли некако парите до него, како дошле, не излажале, не прелажале, не ги земале парите, со тоа што немаме и сега ни здравство, немаме ни школство да му треба све. Ајде, ние навикнати сме да си прогледуваме през пршти, ама тој што е криминалец не може да функционира како бизнесмен, може само како криминалмен. Значи, само на тој начин може да функционира, а парите се во тие истите што се појавуваат така како печелки после дожд. А теква кога ќе подпишат овој уставни промени кои ќе подпишат, дури тогаш ќе ги пуштат во странски бизнесмени кои ќе влезат на пазарот во Македонија и бизнисот ќе почне да цвета, ама од истите пари што ги спомнав ја. Значи, одапаш пари искрадени од мене, од тебе и од останатите. Поздрав! Поздрав, благодарам за јавувањето. Одиме повторно со Твитирџи. Гоки СНЛ има напишано шо Скопје 2014? Ова е практично прашање кое што го поставува, а го поставува врз основ на насловот каде што стои дека доколку државата ги загуби споровите кои ги води пред Меѓународниот арбитражен суд за меѓународно склучени или ратификувани договори, државниот буџет ќе биде олеснет за 945 милиони евра и 420 милиони долари. Затоа Гоки СНЛ напишал на Твитер шо Скопје 2014. Па сметате ли дека е време да се вратат украдените пари во буџетот? Дали ви личи дека јавното обвинителство се разбуди од сон? Од каков сон ќе кажете секако вие? И дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија? Добар ден. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Поздрав. Голем поздрав секако и до вас. Јас сум на... Да, ве слушаме во црвена линија. Вака. Сега ја втор пат се јавам. Третата ова сум и да греша нешто, не ќе ми замерите. Нема да Срам да е на ова власт, што и вреѓа луѓено од 2014 да барае да се биле украдени парите. Спомениците се тука, колата што блиндирана е тука, што луѓево и трмузет. Штета, кој ќе се мени властва, сега и наполна е затвориве од опозицијава, немат голи оток, се и наполна е затвориве. А што мислите тие кои ќе дојдат другиве на власт, каде ќе и носят ними? Треба и нови да правят затвори, а? Реваншизам, срам да му е. Да јас сум, да се вратат парите, али од почеток. Кога се направи првата приватизација што ограби е се. И сега луѓево да ја тормузе и директно да ја затворае, ова е срам да му е. Тие не гледаат да покријат нивнава што е направена корупција, мито, се гледаат. Државава е уништие. Здравството, образованието. Луѓето умираат за... Големо благодарам и вам што еве го споделивте со гледачите на црвена линија вашиот став и меѓу другото се надевам ова нема да биде само овој пат да бидете вклучени во црвена линија. Продолжете да не следите. Добар ден. Сакам да ви кажем, не са ги вратиле парите, нима да ги врати. Него знае што е. Проблемот е одека да се земе за овие свите и за ВМРО, и за СДС, и за ТУИ. Како може да наредба да изстава да го затварат, нема веза што е од ВМРО или кој е било, а да од ТУИ ни еден до сега не е легаје, најголема криминална група е они су. И немој некој да мисли. И сега на крај сакам да ви кажем само. Сакам да го поздравим Ковачки.
да биде председател на држава, да ги изберемо. Да ги расчистимо тие сви мутни работи. Да не плаќа струја, не плаќа вода, не плаќа ѓубре. Мора да се реши тој. Не може во кој да иде. Кој американците кои сакат да ги држат, нека си ги земе, нека си ги одведе у Албанија, у Америка. Ово е незамислено. Значи, стварно е безобразна работа. Ако се ги затвориле, крале со крале, затвори га. Али не е само македонците, него и албанците. Значи, македонците са глупи, а вие са паметни. Од мене толку. Во ред, благодарам што споделивте и вие како гледате на темата за која што зборуваме денес. Одиме повторно со Твитерџи, ќе продолжиме со твитот Мун Перелеве и тој коментира на овој наслов, каде што стои дека државата се тужи со 5 фирми на арбитражни судови, а ако ги загуби ќе плати оштета од без малку 1,5 милиарди долари. Мун Перл напишал: зборувај ми за Скопје 2014, Тивко Полека. Добар ден. Добар ден. Од црвена линија сте, повелете. Да. Од каде е толкави пари на Ахмети Возен парк? Од каде му е тај замок направен? Од каде му са тие пари? Дури нема ни македонско знаме тамо на Европа и на НАТО и албанското, на друга држава. Знамето нашто го нема никаде. И тражи да биде државотворен народ. Со која заслуга да му дадеме државотворен народ да биде јазикот нив ни признан. 2001 не нападна, 2015 исто. И сега тражи јазик. Не смее Мицковски да гакне. Зашто го теретат Мицковски? Тој е пред 10 години случајно. Шо е Мицковски крив? Мицковски не е крив, сега се боре за правдина. Оставиене без учебници, скрдие образованието го направија дармар. Како не се сраме Ковачевски за нашето образование, немало пари за учебници, има пари да става пари учепо 25 милиона за мотоволтаици. И за се друго има пари, за тоа нема пари. Како може така? За народот нема. А личи ли дека еве јавното обвинителство се буди од сон? Нема да биде, затоа што нивни луѓе се... Не се буде ништо јавното обвинителство, зашто и на нив се понети джеповите. Ставија своји синови со купени дипломи, со необразовани луѓе, со кладените дипломи на Меркури од Тетовскиот факултет. Не дават и сектор да влезе внатре. 300.000 души медицинари завршили, со кој пари од народот? Благодарам за јавувањето. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Црвенава линија денеска многу виси изгоре. Што многу црвената линија не е што? Значи, изгоре црвенава линија. Изгоре, таква е темата, горе црвените линии секогаш од понеделник до петок. Да, ама меѓутоа понекогаш значи овај бегува од контрола, народот е многу револтиран. Прашањата ви се некако многу провокативни и сега ние сме поделени помеѓу две страни. Ние сега се караме јавно на телевизија. Па еве, дали сметате дека е време украдените пари да се вратат во буџетот? Апсолутно, апсолутно. Значи од почеток се сложувам јас. Меѓутоа народот, сакам да ви кажам, значи Исус Христос кога го прашале Понтиј Пилат да го кого да го обесни или да го распне, дали тој нивниот водач или да биде распнат Исус Христос. Значи народот избра пак да биде нивниот лидер, Бараба се викашете. Значи народот не сме ние доволно информирани, ние можеме вака да се препуцаваме до Сабајле и секако после емисијата ни треба некој да се памчи. Треба да бидете повнимателни, значи со народот. Како да бидеме повнимателни, што да поставиме како прашање во однос на тоа? Знаете како? Ова се внатрешни интимни прашања, значи на една држава, значи државата си има институции. И ние треба да бидеме народот сложни, без разлика која. А вака ние само се прекуцаваме и не добиваме ефект и ниту добиваме. Па еве што ќе му порачате вие на народот во однос на темава? Значи народот е 90 секунди е време трењето, како да можете во време трајање на црвена линија повторно да се јавите. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Овдека
Ало. Да, ве слушаме, повелете. Овдека е еден рибар од Скопје, моментално Миравци. Од Миравци, поздрав до сите кои што не гледаат Ама таму. од Скопје сум, ама овдека рибар сум. Сега слушај, за ова нормално дека треба да се вратат парите. Мора да има и санкции, затвори и од ова власт и од другата власт. Неово сите, да нема ни една партија, ни од ДУИ, ни од ВМРО, ни од СДС, нека дое некој млади, нова партија некоја. Ево ја предложам рибарска партија некоја, ние рибарите сме честни. Така, еве реално ви личи ли дека јавното обвинителство се разбуди? Па, треба и да се разбуди. Треба. Редно е. Не ве слушам. Добро. Јас секако нема да ви кажам она, знаете, бидејќи на рибарите не им се кажува тоа. Па секако еве поздрав и имајте убаво попладне со Телма телевизија. Благодарам еве што се вклучивте дури и во време на ваше уживање. Голем поздрав и до вас. Ајме, како да е, верувам дека рибарите секако кај нив рибата гризе добро, но прашањето беше денес дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија. Како да зборувавме за тоа дали е време украдените пари да се вратат во буџетот, но што се однесува до времето, дојде времето и за реклами. Повторно сте со црвена линија, секако по рекламите, верувам дека малку земавте здив. Ќе потсетам дека во продолжение секако се уште е вжештена црвената линија и продолжува да биде отворена за вас. Она што ќе посетам е дека денес говориме на следново. Онаму каде што тимот на Катица Јанева и СЈО не успеа да докаже криминал, Ислама Базинова, избраниот шеф на обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција, откри перилница на пари. Војнот на конј, гемеджиите, основачите на ВМРО, Даме Груев, лавовите. Не биле само декор во барокот на Скопје 2014, туку и легло на криминал. Па затоа денес ве прашуваме во црвена линија, ќе потсетам на 023070005. Прашуваме дали конечно ќе почне да врти бројчаникот на Порта Македонија и сметате дека е време да се вратат украдените пари во буџетот. Добар ден. Добар ден. Повелете. Дали е тамо таа криминална група Савена и Елизавета Митевска? Затоа што и она беше тамо со тие заедно. Како не е тргнато тамо и други тие што се... Затоа што она гласаше за Преспанскиот договор, да спасе владата. А друго сакам да кажам, каде се парите, комисијата што е историската комисија, секоја година земаат по 80.000 евра, земаат годишно од грбу на народот, а не ги продават нашите, и Кирил и Методи, и жите македонски јазик, и Цар Самуил, и се живо испроведеа. Кој ги не ополномошти они да ни продават историја? Никој, народот македонски не ги ополномошти, тоа само османи ги стари, османи нека ги плаќа, а не ние од нашиот джеб да ги плаќаме. Срамота. И сакам да го поздравам Рамадани. Да не спомнувате имиња, ве молам, само кажете ми дали ви личи дека јавното обвинителство се буди од сон? Не се буде, сега ги разбуди некој, да ги покријат нивните сегашни работи, затоа што Молче Ковачевски, ако ги обвине, ќе падне од владата, и затоа сега му дека назад се враќа, извинувам, се враќа за 10 години назад. Каде беше до сега 7 години да подсети и да трае, да ги најде виновниците? А сега нивните тоа да ќе го покријат, што направија, сега чека другите ќе ги тражам. Па они обвинија, колку обвинија? Сега они са наред да го пунат затвор. Затоа што они са 10... Благодарам многу за јавувањето на 023070005. Вклучуваме нов гледач или можеби гледачка повторно. Добар ден. Добар ви ден и од нас, да сте ми живи и здрави. Да сте живи и здрави вие секако, се најубаво.
Видимо што е работата. Тема си е убаво е да се дискутира, него кај нас е толку заглавено со ова на наша дискусија како да они најдат да си се оправдат, да си очистат грешката, а сето тоа да го нафрлат на опозицијата. Јас не сум задоволен со тоа, само се лаже, краде се, македонскиот народ се осиромашува, како да тоа не го видат ни судство, не знам кој не, и сега ќе стават, па Македонија веќе албанизирана, нека рече, нека ме негира некој дека не е така. Па не може нашите деца да учат, да студират и нека си траже работа у светот, и сега ставаш го некој што купил дипломи, што пријателство, корупција, трум-тран, не бива така. Све бре надвор да се очисте и ово на ново да се види кој е работил, кој е учил, што е постигнато и од тоа да појдеме напред. Ајде, верувате ли дека е време да се вратат украдените пари во буџетот? Видите во што е работа. Јас ќе ви речам едно. Јас верувам дека се вратат кога мајка ми и татко ми од гробиште ќе се вратат. Па тоа е така, закопани сме у ѓубре, да се крие, не смее, па претат и исклучуват ги луѓето оди. Благодарам и вам за јавувањето. Одиме со твитерџе и веднаш вклучуваме гледач. Лукумче, хаштаг Апсана напишал 45 милиарди буџет потрошија во изминати 7 години. Камен на камен не ставија, ама Скопје 2014. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Повелете во црвена линија сте. Сакам да прашам парите. Каде се парите од Катица Јанева што ги делеше на своите вработени по 100.000 евра награда? Каде се парите од Теута Арифи? Имаше билборди во Тетово, 24 милиони. Што стана со тие пари? Каде отидоа? Или и тие ги, како да кажам, ги стишија, ајде така по-културно, ги стишија таму обвинители, суди и така, и уште ја гледаме Теута Арифи како се прчи тука на телевизија. Каде се парите од Октоподот? Па за тие пари колку луѓе извршија самоубиство? Колку луѓе извршија, а они со црни вреќи ги даваа на телевизија? Како ги изнесуваат парите? Каде се парите од оваа младата што беше министерка за, не ми текнува, 250.000 што се зема за колку месеци беше во банка? Ке се вратат ли според вас украдените пари во буџетот? Никако. Не само они. Ете, да речеме и од ВМРО што краделе. Само од ВМРО оставија белек што им боди очи и цел живот ќе им боди. Благодарам за јавувањето. Секако продолжуваме и понатаму. Добар ден. Добар ден. Ама чекай, уште е она ме очи. Вие сте во црвена линија. Добар ден. Дали ме слуша гледачот? Добар ден, ви слушам, ама јас се мислев на градната, мада и... Така е, па вака сега јас ке подсетам, ке го искористам малце времето да укажам, иако ви е голем интересот на многумина и разбираме, за тоа, значи сезоната, овогодинешната сезона на квизот Заврти на Тилма заврши со последниот ден на јуни. Ама многу ми е драго дека ве слушам во црвена линија. Со црвена линија продолжуваме и во јули, па еве, што ќе кажете на темата? Ало? Добар ден. Ало, добар ден до Телма телевизија. Поздрав за телевизија Телма. Дали се слушаме добро? Вие сте во црвена линија. Да, среќке прво празникот денес на Укритски. Поздрав за празникот. Ке се вратат секога помени на судиите. Независни судии, кога Христо Мицкоски и бараше, дај да построиме суди, мото на судиите не припакат. Сега, кога независни судии, ќе се постават со 61 пратник да им мора да помане
на изборите. Сите ќе ги вратат и ќе ги донесат од Идури и од Америка. Според вас ќе почне ли да врти бројчаникот на Порта Македонија? Шекерина ја во направи, да процитирам на со струјата. Шекерина, Владо Буцковски, тие пропитери, 400 милиона, 250 милиона прове прикажават тие. Има многу профит, 250-150 милиона. А 2014 се е легално, се е направено, да речеме, и се е легитимно. Имаше и за пензии, имаше за народо, има за животниот стандард, имаше инвестиции, има доверба граѓаните, имаше безбедни граѓаните беа, немаше барење бугарски, немаше анес договори, немаше криминали, значи се беше уред. Али 600 суди се постави на още од судиите од 1991 година. Ушто се направи, още владеате. Ова са недомакини, а баш и лажу. Благодарам за јавувањето. Одиме со Твитерџи Ефо. Твитот на Ефо е следен. За злоупотреби во проектот Скопје 2014 конечно ќе одговара некој. Се разбира, не и вистинските злосторници. Клучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, јас ќе кажам. Се слушам со претходниот гледач. Значи, Скопје 2014, ако се земе во обзир, овие пари што се дадени, крадени, не крадени, нема врска тоа, тие пари се вратени. Со самото доаѓање на туристи, така натаму и така натаму. Ако домачински се собираат тие пари, ќе се направи што уште едно Скопје 2014. Него да се види каде се овие пари сега што се крадат. Убаво рече господинот пред мене, пензионерите идеа по бани, идеа по шетање и така натаму. Пензиите се покачува 600 денари, линиарно, нели, по 600 денари на 6 месеци. А сега што по 1000 ќе ти даде на 5-6 месеци таму и 8 и што правиме? А инфлацијата отиде богу и за многу. Значи, немојте да барате нешто што било одамна. Того вадат това од нафтелин сега. Ако домачински ги собира парите, пак се повторам, Скопје 2014 е исплатено. Само да се подсетиме, жичарница, бесплатно имаше за пензионери. За пензионерите зборувам. Платичките беа така вака. Сега ќе идеме на одмор, ми кажува таму ќе идеме на одмор. Кај ќе идеме на одмор со 10-12 хиляди пензија? Леп не можеме да јадеме со вајле на пазар, пиперот пак изенот е 100-200 денари кило. Благодарам и вам за јавувањето во ова денешно издание на Црвена линија. Сега е време и да ви представам како всушност гласа Инстаграмџи на нашата Инстаграм стори анкета на прашањето дали обвинителството за гонење, организиран криминал и корупција се разбуди од под А зимски сон со 74% одговорија со под А под Б летен сон одговорија 26%. Тука секако ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Facebook, секако на Twitter, како Црвена линија, на Instagram, веќе утре ќе имаме нова анкета и секако нова тема. И ќе потсетам, драги мои, што се однесува уште еднаш сезоната на заврти на Тилма е завршена во месец јуни, сега веќе во јули. Газиме во овој месец со Црвена линија, така да очекувам утре да се слушнеме повторно. Довидување.